Почитувани колеги, господине премиер, овој хаос што денеска се случи, не знам дали е фингиран, дали е смислен или ова намерно го направивте или од незнаење. Јас прво ќе ве прашам зошто ги плаќате овие советници во владата што ги имате? Министерката за правда, ако до сношти не ви кажале дека овој предлог треба да го повлечете. Еден куп имате советници кои што ве советуваат. Сигурно има таму правници кои што знаат. Доскоро го водевте телото за реформи во судството. Оттаму требало да ви кажат дека е некомпатибилно, а не денеска да направите еден таков хаос во собранието и размислувам дека можеби ова е намерно за да ја замолчите опозицијата, да помине денот еве како што помина, медиумите си отидоа, спласна тензијата и така натаму. Јас, господине Заев, кај мене го имам вашето експозе кога ја формиравте владата. И тука меѓутоа таа во велите: почитувани пратеници, ветувам дека ќе го слушам секој глас на секој еден пратеник во ова собрание на нашата Република Македонија. Овде се гласаат закони. Вие ја давате поддршката на владата, вие имате право и да ја исправате владата кога сметате дека е потребно. Ќе ве слушам сите, цитирам. Ова е од стенограмски белешки. Денеска ве слушам, ве пратам како се обраќате кон моите колеги од опозицијата. Велите дека ќе блеска економијата. Се што кажаа моите колеги до сега за вас не важи. Господине Заев, ама немојте повеќе се храбрите. Второ, и на Македонија, велите, и на на крајот почитувани министри им се обраќате на министрите кои што ни ги предлагате. Да бидете Ваша е одговорноста за граѓаните исто колку и мојата. И тука се сложувам. Не очекувајте да бидам министер наместо вас. Велите. Вам ви ја доверив таа обврска како мандатар и должни сте да ја исполните кон граѓаните. Сосема сте во право. Што се случува денес? Вие велите дека сега на колешката Лилјана Кузмановска и признавте практично дека немате човек кој што ќе донесува храбри одлуки во Министерството за финансии за да предложите министер за финансии. Вие сте тој најхрабриот, докажавте со промената на името, докажавте дека можете и невозможното да го направите, но дајте да бидеме сериозни. Ова требало да го знаете, ова сте го кажале, јасно им било на вашите министри дека треба да работат похрабро. Значи, заклучокот ми е дали е причината што денеска не дадовте име за нов човек на Министерството за финансии, дека немате и нема кој во СДСМ и во вашата коалиција да носи храбри одлуки, како што кажавте. Ви благодарам. Премиерот контрареплика.